Добро вечер во уште едно издание на предизборната програма на К3 телевизија. Овој пат со нас Лјупчо Димовски, кандидат за пратеник од изборната единица 1, попознат како генерален секретар на Социјалистичката партија на Македонија, поранешен пратеник и поранешен, можеби најпознат, поранешен министер за земјоделство. Добро вечер и ви благодарам што се озвате на поканата. Добро вечер, благодарам што ме поканивте и што имам можноста да ги споделам своите размислувања со вас и со вашите гледачи. Кампањата веќе трае неколку дена. Колку сте задоволни, еве како учесник, долгогодишен учесник во изборните процеси, колку сте задоволни од она што го гледате на терен, од она што го презентирате вие како коалиција за подобра Македонија и од она што го гледате како од страна на вашиот политички опонент, односно коалицијата предводена од СДСМ? Добро, овие избори се, не знам кој поред, веројатно, повеќе од 10 изборни циклуси во кои што најдиректно учествувам, еве оваа ситуација и како кандидат за пратеник, можам да кажам дека јас сум задоволен од начинот на представувањето и водењето на кампањата на коалицијата за подобра Македонија. Прво од исхармонизираните и можне усогласени услови за работење и за соработка внатре во коалицијата со коалиционите партнери и со ВМРО-ДПМН како носител на коалицијата за подобра Македонија. Онатаму со мощна позитивната кампања која што ние како коалиција ја водиме и се представуваме пред граѓаните, позитивна во смисла да наша единствена цел е да ги доближиме нашите програмски определби до самите граѓани, афирмирајќи ги сите проекти кои што ги имаме во онаа импозантна книга од 540 страници која што на секој граѓанин му ја нудиме како наша реална програма за следните 4 години, во кој што буквално сите социјални групи, сите граѓани, сите области во државата се офатени со конкретни проекти кои што се фактички одраз на потребите на самите граѓани. Ние програмата ја подготвувавме долго време. За да се подготви таква голема програма, потребни се безброј часови поминати со самите граѓани, заради тоа што ние имавме слух да ги слушнеме сите нивни проблеми и тие за нив да најдеме решение и тоа решение да го ставиме во изборната програма, значи веќе го ветуваме кон граѓаните. Да напоменам уште една многу битна работа која што граѓаните ја знаат, тоа е дека ние сме единствена политичка опција сериозна, која што за својата работа на граѓаните им нуди и отчет. Значи така ќе биде и за оваа реална програма. Ние за се претходно што сме работеле и што сме го ветеле кон граѓаните, на крајот од мандатот или пред тоа им нудиме и отчети. Да може да направат споредба. Така и за оваа програма. Што се однесува до опонентите, односно до политичките наши противници, јас сепак ќе ги бирам зборовите и ќе се воздржам од употребата на вокабуларот кој што тие го користат или реториката. Ние не сме политички непријатели, ние сме политички противници. Ова го зборувам во смисла на сплотување и единство на македонските граѓани, односно македонскиот народ. Можам да кажам дека тие водат крајно негативна и црна кампања. Тоа секојдневно повторувајќи едни исти тези кои што ама баш буквално немаат некое суштинско значење со реалните проблеми кои што секојдневно македонските граѓани ги чувствуваат и со кои што се судираат, а од друга страна пак и нема што да понудат. Заради тоа што јас имав прилика пред 2 дена да ја погледнам нивната програма. Да, мора да напоменеме дека ова е прв пат после долги години учества во изборни процеси, да кажеме од 2006 наваму, СДСМ да излезе со своја програма, што е секако за поздравување. Меѓутоа политичките опоненти, односно вие од коалицијата за подобра Македонија, тоа што може да се слушне на политичките, на говорите, на митинзите кои се одржуваат ширум Македонија, е дека токму оваа програма се вметнати некои проекти кои што воопшто не се остварливи, кои што немаат реална основа за остварување, меѓу кои проектот за плата просечна плата од 30.000 денари, која што навистина многу се промовира, и минималец од 16.000 денари. Иако и коалицијата мора да напоменам дека има. Навистина подолго време да зборам за нивната програма заради тоа што посветив повеќе време за да ја анализирам и во делот на земјоделството и воопшто програмата. Таа програма е обичен памфлет. Таа програма е 50% препишана од програмите кои што ние претходно сме ги имале.
Жално е, меѓутоа не може една партија која што за себе се смета дека е сериозна, толку нестушно и со голема импровизација да преиде на создавање на еден таков текст или труд со кој што ќе се презентира и ќе го понуди пред граѓаните. Таму се ветени се и се што, меѓутоа многу работи или најголем дел од работите се неиздржани. И уште нешто, значи, нашите политички противници едноставно немаат слух или и воопшто не ја следат работата на владата, заради тоа што најголем дел од понудените проекти кои што се наведени во нивната програма се веќе започнати и се реализираат од страна на владата на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН и од доскора премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски, а сите очекуваме тоа да биде во следните 4 години. Многу се работело. Многу работи се завршени. Не викам дека сите проблеми се отстранат, далеко од тоа. Проблемите еден ќе се реши, друг ќе се отвори и тоа е циклус на кој што пара многу голема посветеност кој што ние имаме и една жесток темпо на работење, заради тоа што ние целиме да бидеме слуги, фактички министрите, односно владата е слуга на народот. Затоа излегуваат пред него, ја бараат довербата, за да може после тоа сето она што го тишти и за што имаат потреба граѓаните, таа да го изреализира. Но нашите политички противници тоа не го сваќаат. Ние вериме, ја бараме довербата за да ја добиеме одговорност за раководење со државата. Нашите политички противници бараат доверба од граѓаните кои што претходно ги нарекоа стока, ги сместија во трла и сега бараат доверба од нив, за да можат да владеат. Владење и одговорност за раководење се многу различни категории. И во суштина, пристапот кој што ние го имаме како одговорни, сериозни луѓе, посветени на својата држава, луѓе кои што го сакаат соствениот народ, не можеме да си дозволиме да бидеме над народот. Ние сме дел од народот. Не случајно, токму нашите политички противници, како не нарекуваа со еден подсмешлив тон, земјоделско-селенска влада. Има нешто лошо во тоа. Кога сме веќе кај земјоделие, она по што сте најпозната кај пошироката јавност е токму како министер за земјоделство. Во оваа програма реално предвидени се 600 милиони евра субвенции за земјоделците. Почнавте да во 2006 откако сте дел од коалицијата за подобра Македонија со навистина зголемување и тој тренд го продолживте и велите дека сте биле дел, односно сте биле мета на подсмешливи коментари, меѓутоа токму тука можеби најголем дел од буџетот на државата се е наменет токму за земјоделците. И продолжувате во таа насока. Знаете што, јас живеам во самиот центар на градот Скопје, можеби на 100 метри од плоштадот Македонија, ама тоа воопшто не ми представува никаков проблем да бидам дел од земјоделците, јас да бидам со нив пријател, искрен. Јас во мојот телефон имам над 1800 земјоделски телефонски броеви и ден денеска со најмалку 5-6 од нив секој дневно комуницирам. И за добри и за лоши работи. Јас сум бил со земјоделците и кога им било добро, ама и кога им било лошо. Заради тоа што земјоделецот бара тој кој што е задолжен да се грижи за него, да се солидаризира, да ја дели неговата несреќа, ама и да ја дели неговата среќа, и кога е задоволен. Така и денеска. Ние само ја продолжуваме политиката на владата со кое што се посветува максимално внимание за земјоделството и за македонските земјоделци. Зошто? Заради тоа што сметаме дека земјоделството како стопанска област во Република Македонија има сериозни можности да создава од производи од кои што сите граѓани и земјоделците, но и граѓаните пошироко како потрошувачи ќе бидат задоволни. И економијата, впрочем, заради тоа што Македонија е природно извозно ориентирана држава, заради тоа што ние имаме големо производство кое што
каде неколку пати ги надминува потребите пазарни во државата и на тој начин, значи, за да ги продаваме, мораме тоа да го направиме надвор. Нудиме 600 милиони евра за овие 4 години, 150 милиони евра. Не е тоа неголема ставка во буџетот, ние се раководиме према кон стандардите во членките од Европската Унија, каде што 5,5 до 6% од вкупниот износ на буџетот се наменети за земјоделството. Така и во Македонија, таа не е исклучок. Ние ги спроведуваме сите пракси што се во Европската Унија во делот на земјоделската политика. Впрочем, сите позитивни искуства и сите законски решенија кои што ни се наложуваат од страна на Европската Унија, ние ги исполнуваме. 150 милиони евра ќе бидат распределени за земјоделците и за руралниот развој. Досега, оваа влада има распределено 1 милиарда и 55 милиони евра. На никому не треба да си поставува прашање дали ќе ги исплатиме и овие 600 милиони. Зошто да не? Ние имаме сојуз, цврста врска со земјоделците. Земјоделците нас не подржуваат, впрочем и господинот Груевски пред известно време со сите земјоделски здруженија потпиша декларација за нивна поддршка, заради тоа што тие самите тоа го бараат, заради тоа што тие во нас ја препознаваат таа влада која што најмногу внимание и грижа посветува кон нив. И не случајно е таа врска толку јака. И не случајно мене ми е навистина големо задоволство кога некој мене од сред Скопје ќе ме нарече дека јас сум дел од земјоделско-селанската влада, јас сум дел од македонскиот народ. Јас му припаѓам нему, јас имам обврска должност да се грижам за него. И јас и сите останати во коалицијата за подобра Македонија. Кога сме веќе кај програмата, тука мора да напоменеме неколку клучни проекти кои се наменети токму за земјоделците, капка по капка, враќање, рефундирање на 80% од средствата кои што самите земјоделци ги дадат за набавка на системот капка по капка и на набавка на високоприносен добиток и така поинтересни кои што мислам дека произлегуваат од барањата на самите земјоделци. Многу ми е драго што сте ги дефинирале, што сте ги согледале овие делови од изборната програма. Над 100 проекти се, впрочем, во делот не се земјоделството во програмата и тие се реални проекти. Системот за наводнување капка по капка е најекономичниот возможен систем за наводнување на земјоделските култури, не за сите, за пченката, за овошните насади, за лозовите насади, за градинарските производи и така натаму. Секако. Прво е тоа рационален систем, штедлив и крајно ефикасен. Преку тој систем за наводнување не само што може растенијето да се наводнува, туку може и се прихранува, заради тоа што во тие цистерни како составен дел од системот може да се стават и овие средства за прихрана. 80% од вкупната вредност на системот капка по капка ќе биде кофинансирано од страна на Министерството за земјоделство, односно од платежната агенција. Понатаму максимално се како дел од тој проект максимално се поедноставени процедурите за копање на бунер. Дури до одредена излашност во литри, тоа е просечна излашност која е потребна за една одредена површина, земјоделска површина, е и бесплатно. Значи, ние ги ослободуваме земјоделците и од тие обврски за копање на бунар, односно елаборатите кои што треба да се поднесат до соодветното Министерство за заштита на животната средина. Понатаму, преку овој систем, за неколку пати ќе се зголеми приносот по единица површина за секоја земјоделска култура врз која ќе биде применуван. Дали тоа ќе биде за пченката, дали ќе биде за овошките, дали ќе биде за грозето, дали ќе биде за градинарските култури, буквално најмалку дупло ќе биде зголемен приносот. Тоа значи и поевтино производство, пониски трошоци во производството, и подобар квалитет, и повисока продажна цена, и на краишта поголем приход за секое земјоделско стопанство, односно за секој земјоделец. Напоменавте мерката за 60% покривање од вредноста на високоприносните говеда. Тоа е една револуционерна мерка со која што сакаме да го оплемениме, значи со подобри раси,
на грла на добиток, на овци, на кози, на свињи, на нашето стадо македонско, заради тоа што цениме дека на тој начин ќе го зголемиме прво производството на млеко, ќе го зголемиме второ производството на месо за потребите на домашниот пазар, не само за свежето месо, туку и за месото кое што ќе биде замрзнато и понатаму тоа да биде за извоз. Ова мерка паралелно се поклопува и со мерката за поттикнување или стимулирање на извозот на свинското месо на регионалните пазари, што досега не беше случај. Македонија, врз основа на програмата во делот на земјоделството, во значителна мера го зголеми и бројот на грлата на свињи, а по тој основ и на производството на свинско месо, така да ние сме во состојба тоа исто месо да го извезуваме надвор од пазарот на Република Македонија. Понатаму, исто од 50% на 60% ги изголемуваме покривањето на трошоците за набавка на механизација земјоделска. Она што беше 50-50 или пола познато кај земјоделците, сега е 60 например 40. Значи, повеќе од половина, 60% владата ќе ги покрива трошоците за набавка на земјоделска механизација и трактори. До сега имаме набавено преку овие фондови мерки 2345 парчиња трактори и над 7773, тоа е точната бројка, на земјоделска механизација. Она што било пола сега ќе биде 60% покриено со 40% учество од самиот земјоделец. Значи тоа е една исто многу добра мерка. И барана секако. И барана од страна на земјоделците. Ние сме свесни дека дел од земјоделското земјиште не е обработувано. Меѓутоа, тоа своевремено било земјоделско земјиште, а и сега е предено во шума или во пасишта. Министерството и владата во следниот период ќе извршат мапирање на тоа земјиште и ќе го понудат на заинтересираните земјоделци кои што сакат да го користат, прво без надокнада за плаќање на концесија и второ ќе ги покријат трошоците на земјоделецот да може да го врати тоа земјоделско земјиште своевремено што било, а сега е шума или пасиште, да го врати во функција за да може да го обработува и да произведува одредена земјоделска култура. И тие трошоци ќе ги покриеме. Само уште на кратко. И тука ќе продолжиме со уште еден проект, само довршете го ова. Огромно внимание посветуваме на водостопанството, за водостопанството и вашите сограѓани, кумановци, така се директно засегнати. Да, се засегнати и тие преку овие проекти кои што ги нудиме ќе си ги најдат решението на проблемите со кои што се секојдневно се среќаваат, дали со водата за пиење и така натаму. Значи, проектите кои што ги нудиме се токму поврзани конкретно за граѓаните во Куманово. Навистина малку дури е злоупотребивме функцијата поранешен министер, ама уште еден проект кој што е наменет во програмата е мега проект, како што го најавуваат овдешниот носител на изборната листа во двојката Никола Тодоров, е враќање од град во село. Еден мега проект кој што не знам како произлегува во однос на планирањето на таа програма, меѓутоа знаете што, значи без оглед дали е некој член во влада или не е во собрание и така натаму, ние сите сме во коалицијата еден тим кој што активно размислува за погодностите кои што можеме да им ги понудиме на граѓаните. Факт е дека имаме своевремено во минатото голема миграција од целово град. Такви биле времињата. Но сега, повторно, треба да го вратиме животот во селата. Заради тоа што можеме на тие луѓе да им понудиме преку програмата за рурален развој погодности да имаат достојни услови за соодветни услови за достоинствен живот во селото, преку патна инфраструктура, обезбедување на канализација, водовод, струја и сите тие работи, земјоделски површини. Сега, што сакаме? Тоа е мега проект, голем, благороден проект. Значи, ако се дава живот од страна на опозицијата преку нивното памфлетче, ние вистински даваме живот во селото со тоа што на тие кои што сакаат да се вратат на село им нудиме соодветни средства до 6000 евра да можат да купат, да реновираат или да изградат куќа, да добијат најповолни услови за земјоделска механизација за набавка,
да добијат државно земјоделско земјиште за производство на земјоделски култури, да добијат најефтини и возможни кредитни средства или донации за започнување на бизнис. Плюс тоа, секој што ќе се одсели од град во село, добија по 15.000 денари месечно во следните 18 месеци помош од државата за да може Директно тоа е. Да, неповратна помош 270.000 денари да може да започне со животот во село. Дополнителни обуки за земјоделците, вештини земјоделски, пазарни обуки и така натаму, сето тоа следи во тој мега проект со кој што тие кои што се заинтересирани и кои што сакаат да го наоѓаат изворот или екзистенцијата за својот живот преку обработувањето, но не само преку, може би со некоја друга дејност, селски туризам и така натаму, сточарско производство, и за тоа нудиме и посебни повластици за набавка на грла и така натаму. Значи, сето тоа го нудиме се со единствена цел за да го вратиме животот во селото. Тука ќе се навратиме малку и на политика, бидејќи веќе кампањата е во полник, се слушаат одредени, да кажеме, најави, па повлекувања, конкретно од страна на вашиот политички опонент. Имаше зборувања за воведување на двојазичност и федерализација на вистина. Таквото однесување, таквите изјави предизвика револт кај одредена група пред секај македонските граѓани. Како ги оценувате како долгогодишен учесник во изборниот процес? Па, со право реагираат граѓаните заради тоа што секој македонец треба да биде загрижен со состојбите пред се од наметнатата политичка криза од страна на опозицијата. Македонците не смеат да бидат заложници на една мала група слуги и послушници кои што за пари ги продаваат македонските национални и државните интереси. Тоа е недозволено, тоа е за нас неприфатливо. Ако некој нема чувство за национална припадност или апатрид, никој не му е виновен. Но не смее да се работи на штета на македонците. Ние, Република Македонија, имаме како единствено парче земја на кое што има нашата држава. Поминавме се и сешто. И 2001 година конфликт и Охридски договор. Никакво отварање на уставот, никакво ревидирање на Охридскиот договор е недозволено. Едноставно тоа не може. И затоа Зоран Заев и сите околу него и вашиот сограѓанин Оливер Спасовски ќе бидат жестоко казнети од страна на граѓаните на Република Македонија заради авантурата, заради коскањето, распродажбата и пазарот кој што го прават со македонците, со македонските граѓани, со македонските национални интереси и со македонските државни интереси. Тоа едноставно не поминува и тоа не е дозволено. Ние на таков начин тоа го гледаме и доколку тие има таква определба, тогаш длабоко грешат, заради тоа што македонските граѓани и македонците се свесни во каква ситуација се наоѓаат. Заради тоа што тие се свесни само народот и граѓаните се чуварите на Македонија. Само народот и граѓаните го даваат легитимитетот на секој што ќе се појави на избори. Народот одлучува кој ќе биде премиер. Народот одлучува кој ќе седи во собрание, кој ќе биде во влада. Народот одлучува за тоа кој ќе го води, народот одлучува за својата сегашност и народот одлучува за својата иднина. Народот е загрижен за своето минато, заради тоа што ние сме ја добиле оваа држава во наследство. Ние оваа држава треба да ја дадеме на нашите поколенија. Со кој очи, со кој образ? Ќе го направиме злосторството да ја упропастиме државата, да го изгубат јазикот, да го изгубат името, да изгубат територијата, затоа што не е само двојазичноста, не е само федерализацијата, нека објасна што е тоа кантонизација. Па ќе се најде некој да се издвои како кантон од таа кантонална или федерална држава. Ќе ја распарчуваме уште Македонија. Па ние мораме се штитиме нас. Ние си имаме интерес. Ние си имаме наши црвени линии. Нашите црвени линии се примера на уставното име Република Македонија и никако друго. Како можам јас да бидам како македонец крстен со некое друго име?
А ако некој таму од Муртина, од Струмица се смета за некој друг, тоа е негов проблем. Но јас и македонскиот народ сме македонци. И тоа право да бидеме македонци никој не може да ни го одземе. И правото да се викаме нашата држава Република Македонија. Па тоа е Македонија, како може да се вика на друг начин? Да го говорам јас мојот македонски јазик, никој не може да ми го одземе правото. Да го пишувам јас моето македонско писмо, па никој не може да ми го одземе тоа право. Тоа е мое право. Тоа е право кој што сум го добил од моите предци, од татко ми, од дедо ми, од сите. И тоа право јас си го давам на моите наследници во иста мера како што сум го добил. Значи, тоа се сериозни, клучни работи кои што сите македонски граѓани ги загрижуваат. И јас не можам да разберам толку лесно прво да се најават такви работи, а после тоа да се повлечат. Па на што личи тоа? Значи се потврдува дека имаме тотално несериозна и неодговорна опозиција која што истапува со такви страшни тези, опасни, ова е опасна теза за иднината на Република Македонија и македонскиот народ, а после неколку дена се повлекува. Па не е тоа така. Да не може заради тоа што целата македонска јавност слушна што се каже. Повлекување на тие зборови нема. Тие треба да бидат санкционирани и казнети. Казната ќе биде на 11 декември. Така. Тоа се и тука некаде мора да ја привршиме емисијата, значи очекувањата какви се ваши на 11 декември, која е пораката која што ја упатувате до избирачите? Можам да кажам, драги македонци, пријатели, граѓани, сограѓани, другари, другарки, дами и господа, браќи и сестри. Времето за импровизација помина. Сега ни е потребно да бидеме сплотени, единствени. Треба да го дадеме нашиот глас за опцијата, за коалицијата за подобра Македонија, кој што знае и умее да ги штити македонските национални интереси. Ние насакаме да владееме, ние сакаме да раководиме со државата, да имаме таа одговорност заради тоа што сметаме дека на тој начин ќе придонесеме за доброто на македонскиот народ и доброто на Република Македонија. Нам ни се потребни 63 пратеници за да можеме да си ја сочуваме државата, да си го заштитиме народот и да ја подобриме еднината на македонскиот народ и на Република Македонија. Јас си благодарам и ми посакувам успешна и мирна кампања пред се. Благодарам јас, ми беше задоволство. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.